Добар ден. Никола Груевски, Зоран Ставревски, Канческа Милеска, молчат. Никаде ги нема. Да објаснат како за само 6 катни гаражи власта потрошила приближно 80 милиони евра пари на граѓаните на Македонија. Колку што требаше, според најавите, да чини целиот проект Скопје 2014. И ќе се кријат, бидејќи ни една здрава логика не може да го оправда фактот дека за по едно паркинг место ни влечеле до неверојатни 50.000 евра. Ајде сега да видиме колку ни трошеле за метар квадратен во стиропорните и гипсани барокни објекти. И до неверојатни 5.500 евра за 1 метар квадратен. Еве примери. Објектот на Стар театар е на површина од 7.000 метри квадратни. За него се потрошени 39 милиони евра. Значи метар квадратен не чини 5.000 евра. Музеот на ВМРО располага со 5.100 метри квадратни. Чини над 20.000 евра. Значи метар квадратен во овој објект изнесува околу 4.000 евра. За објектот на јавното предпријатие Водовод во Скопје, кој се планира да биде на 5.326 метри квадратни, ќе платиме по околу 3.800 евра за 1 квадрат. Приближно околу 3.700 евра за метар квадратен плаќаме за објектот на Филхармонијата. 3.100 евра за квадрат во Државниот архив. Во зградата на АЕК, 1 квадрат е исто така неверојатни 3.000 евра. Само за споредба, просечна цена на стан во Скопје според Државниот завод за статистика е 900 евра по квадрат. Најскапите станови во Скопје се продаваат за 1.300 евра по метар квадрат. Просекот пак на државно ниво изнесува 750 евра за 1 метар квадратен. Ако се земе во предвид дека и градежната цена на становите е помеѓу 300 и 500 евра за 1 квадрат, тогаш на вистина, што правела власта со по 3, 4, 5.000 евра за 1 метар квадратен? Се изгубилја во бунарот без дно, се заборавиле во можностите кои што ги виделе во Скопје 2014. Благодарам, повелете прашање. Две прашања во едно, подразбирам. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не преговара со ВМРО ДПМН. Ако се случи политички диалог, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како и секогаш, јавно и транспарентно, тоа ќе го соопшти на македонската јавност. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од друга страна пак, безрезервно, без минимум калкулација, ќе ја соопшти вистината за фактите и аргументите за начинот на владење на оваа власт. Тие аргументи никогаш ниту биле, нити ќе бидат, нити можат да бидат дел од некакви наводни политички разговори, договори и преговори помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и врхушката на ВМРО ДПМН. Тие аргументи
и докази, се аргументи и докази кои што ние ги должиме на македонската јавност. Благодарам.